Уште ја нема баба Благуна. Ќе дојде. Отиде да си го собера јајцето. Кутрата та остана сама само со една кокошка. Една, ама вредна кокошка. Знаеш дека секој ден по едно јајце носи? Вистина велиш? Вистина, секој ден по едно јајце. Ама таква и се погодила кокошката. Секој ден очите во неа и се пулат. Ете, во таа една кокошка. Еве. Добар ден, баба Благуна. Како си, баба Благуна? Арна сум, добро ми дојдовте, невести. Еве го. Го собра, а? Го собрав. Пребарав малку ваму таму, знаеш, туку ќе залут. Еднаш овде, еднаш онде и затоа. Добре, важно го најде. Го најдов, милата та. Сега ќе си каснеш? Ќе си каснам. Знаете дека секој ден милата кокошка по едно јајце ми носи? Знаеме. Знаете, секој ден не ме остава. И вака, туку ќе си го испржам навечер и јали наутро и ќе си каснам, со тоа душата си ја ранам. На здравје нека ти биде, баба Благуна. Здравје да си имаш, невесто, здравје да си имаш. Да, побрзавме? Не. Ама и ние треба јадење да готвиме. Не. Да, ама мажите ќе ни дојдат од работа. Не, како? Што ќе вечерат? Да не треба после кај тебе на заем по едно јајце да земаме од тебе, а? Па може и јас си соберам, може и... Значи ќе има и за нас. Ќе ве караат, не. Ама, знаете, јас сега кафето ќе го направам. Сега ќе се напиеме по едно кафе и после ќе си одите. Да пиеме. Бидува. Ајде. Бидува? Да. Домакинке! Ама домакинке, што ќе ручаме денеска? Компир Јанија, домаќине, ке ручаме денеска. Компирманија, па ти компирјанија. Што се мрштиш сега, убава е. Ами добро, убава е, ама знаеш од денеска имам некој иштав, ми се подкаснува троа пржени јајца. Ти да можеш некоја јајце да испржиш, да каснеме, а јанијата ќе ја јадиме утре. Нема. Би испржила јас некоја јајце, ама нема, домаќине, нема. Како бори домаќинке нема, кога цел двор ни е полн со кокошки. Абе, нема кај да згазнеш во дворот, од што е испосран од кокошки, а сега да нема некоја јајце да испржиш. Убо, домаќине, ама да се нашите кокошки како на баба Благуна кокошката, убо ќе биде, ке носат јајца. Шо баба Благуна, шо како кокошка? Така, незината кокошка секој ден оп по едно јајце. Не си, Не се по едно јајце секој ден. нашите не, а? Нашите не, ги ранам, ги штурам, ама неќат. Викаш, ги пустиш, ги штуриш. Па слушај, таја јанијата, де? Чекај, велиш, ова кокошката на баба Благуна секој ден не се по јајце? Секој ден. Цело село знае, домаќине, па ти не си разбрал. И едни јајца е толка, со 2 жолчки. Аве милина да ти е да ги видиш. Аман, мори, ние толкова кокошки, ни едно јајце, а баба Благуна секој ден по едно толкаво јајце. Секој со 2 ден. жолчки. И слушај, ај ти тркне докај баба Благуна да ја купиш таа кокошка. Како да ја купам, бе, домаќине, кога не ја продава? Бре, не ја продава. Не ја продава. Голтарка, а не ја продава кокошката. Бре, Анарсана, Па башо ти е голтарка, не ја продава, бе, домаќине, од неа живее жената. Не ја продава, си ја чува како очите во главата кокошката. Нека си ја чува, ама ќе и дојдам јас до ака на таа кокошка. А овие наши ве кокошки што не несат јајца, знаеш што ќе направам? Што ќе им направиш? Сите ќе ги испоколам и ќе ги изедам. Бре, домаќине, што тамаќер си. Видиш нешто убаво кај друг човек, веднаш сакаш кај тебе. Остави ја жената на мир. Добро, ај. Донеси ја ти јанијата да подкаснеме. Јанијата пак да си ја земем. Света Богородице, мила мајчице Богородице, да ми ја најдеш кокошката, да ми кажеш кај е, да ме одведеш право кај неја, вака, оп, да си... Баба Благуна, што ти е? Баба Благуна? Ме сплашевте. Ти не слушаш, али не слушаш дека некој ти влегува? Не слушнав, ништо не слушнав. Невести мој убај, имам големо гајле. Какво гајле? Кажувај. Што ти е, кажи?
Баба Благино. Не смем да го кажам тоа што го мислам. Не. Болна си. Не. А што е? Не. Но кажи веќе еднаш. Кажи, баба Благино, може ќе ти А помогне. ми го нема коковчето. Од вчера ми го нема коковчето. Ми се изгуби. Коковчето и го немало. Голема работа, де. И за една кокошка. Ами кокошка е зафатила некаде под нивијето, па ќе си ја најдеш. Не бери гајле, баба Благуно. Може би ќе даде Господ, ќе ти се врати кокошчето. Велиш? О, устите да ви се позгладат, убави мои невести. Велиш, може, ке си ја најдам. Ке си ја најдам. По нивијето Ке си ја некаде. најдеш. Отишла по нивијето, ќе си се врати. Ја барав. Пак ќе си имаш јајца. Ја барав по нивијето. Да ја барам пак. Да ја бараш. А вие? Вие? А ние немаме некоја друга работа, само за кокошката ли на баба Благуна ќе... Имаме како немаме, ручек не сме сготвиле, само одите. Одите, ако ја видите кокошката моја, ја знаете. Како не ја знаеме? Најубавата. Најубавата од сите што е. Ќе ја фатиме и ќе ја донесеме. Не грижи се. Ајде, Ајде, по едно јајце ќе ви дадам после ако донесе. Леле, мила мајчице Богородице. Ја изедовме кокошкава и уште не ми се верува дека си купувал кокошка покрај толку наши што ги имаме. Ама ли домакинка? Абе, добро, знам дека рече дека наши веќе ги заколеме и ќе ги јадеме, а ќе купиме други што несат јајца. Ти купуваш кокошка за колење. Ама многу убава, нели? Еми види сега, ова ја купив тако ти. Ми правеше кејф која видов, а и човекот ми ја даде бадиела. Бадиела. Па сега која даа бадиела, за ово што да не ја земам, за ово што да не си ја изедеме. А нашите кокошки ми тие се тука, нема кај да одат, кој ќе дојде ред ќе ги колиме и нив. Те се молам, златен Господи, и ти, мајчице Богородице, да го накажете тој што ми ја зеде, милата ми кокошка, што ми носеше секој ден по едно јајце. Секој ден по едно јајце и тоа со 2 жолчки. Да го накажете, зашто немаше душа, па ми ја изеде мојата мила кокошка. Вие да судите и вие да пресудите како и што ќе му направите и како и колку ќе го накажете. Вам ви оставам, мила мајчице Богородице, и ти дедо Боже. Денеска го нема чорбаджи Дамјан. Да, нема. Абе, да не сте чуле нешто, да не знаете нешто за него? Ние знаеме. Ете, вчера бевме кај него дома, Да. ама не го видовме. Знаете, сте биле дома, знаете дека е дома, ама не сте... Од кај знаете дека е дома ако не сте го виделе, бе? Ама чекајте, жена му ни кажа така. Дека бил дома и дека бил многу болен. Така рече. Како така? Епа така. Болен. Од што е болен? Болен, Го бре. видовте ви? Жена му ни рече дека човекот не е за видување. Болеста била таква. Да, и не сакаше да не пушти. Не сакаше. И ја молевме. Не да не ја молевме. Ама никако не сакаше да не пушти. Да. Човекот не сакал никој да види. Ни пак сакал него да го видат. Не бива таа работа. Како не? Таа работа така убаво не бива. Јас ќе појдам да го видам. Мене мора да ме пушти, јас сум му кум. Сега ќе одам да го видам. И да одиш. Да одиш. И да појдеш да го видиш. Да. И знај дека тука ќе те чекаме. Ќе те чекаме да се Се вратиш. се што ќе разберам, се ќе ви кажам. Тук, да не мрдате. Нема, тука. Ајде. Знаете што?
ова мора да е некоја тешка болест. Не се знае. Што зборува? Бенджи, дај уште поен, дај. Кумо! Добар ден, кумо. Како сте, арни сте, што правите? Дал ти Бог добро, куме, ама ние не сме арни. За никаде сме, за никаде. Болест куќи ни влез. Знам, чув, разбрав и затоа дојдов да си го видам кумот. Арно што си дошол да го видиш, ама не можам да те пуштам, не смеам. Никого не сака да види од кога се разбор. Па не е убаво така кумо што прави. Кумот мора да го види некој. Може ќе му каже некој лек, некој илеш да му помогне, како така? Аман бре, куме, не можам преку него. Знаеш дека неговиот збор се слуша овде. Знаеш што? Најдобро ти да си појдеш дома. А јас ќе ти јавам кога ќе оздрави малку, ќе му кажам дека си дошол да го видиш. Ќе му кажам и ќе ти порачам да дојдеш да го видиш кој ќе биде подобро. Добро, Арно, ќе почекаме уште 2 дена. Ќе почекам уште 2 дена и не ме вика, сам ќе наминам. Добро. Ама ти да ми го поздравиш, многу да ми го поздравиш. Многу ќе го поздравиш. Ајде сега со здравје. Ајде, со здравје, куме. Пак ли некој сака да ме види, а? Кумашинот Стојан. Го вратив. Саде за гледање сум, Арно се сторила што си го вратила. Море домаќине. Ами ти реков, не ја допирај таа кокошка на бабата, ти тапата. Не знам кој ѓавол ме натерат да ја отепам кокошката на баба Благуна. Кој ѓавол, јас ќе ти кажам кој ѓавол. Туку, слушај, што не фатиш вака да ги искубеш ова пердуја. Знаеш, дека многу боли. Боли, искуби ги еден по еден и сите. Се обидов, не отуне се обидов, ама до ќе влечам. Ама боли. А кога искупам, 2 растат. Од опак, од таму, од ваму, од секаде растат. Од секаде, така кога ја фати таа кокошка на баба Благуна. Камачаре. Слушај домаќине. Лек може да се најде. Има еден човек што знае лек, ама треба да те види. Не, тоа не. Велиш ја нема, а? Ја нема, Каде ли? Керко, ја нема. И веќе и не ја барам, толку време помина. Ја нема зошто да ја барам. Ами, во дворот Митранка? Дворот од Митранка, него кај е до мојот. Во кој двор не сум отишла, сите нивји ги прошитав и лозија и плевни, и кокошарници. Тој амбарон таму шо е? И амбарот, се сум видела. Земја да пропадна, каде ли? Ја зел некој. Ја зел и ја изел. Само едно си правам. Дење ноки. Ова го правам. Вака ќе се застанам пред мајчица Богородица и само ја молам да го накаже, да го казни тој што ми ја зеде кокошката. Молам и чекам да го казни. Чекам, ама ништо. Ништо, еве, толку време помина, јас не чув некој да е болен, паднат. Не бери гајле за тоа. Штом си се молела на Богородица и на Бога си оставила. Тој ќе заврши работа. Ќе заврши, така си мислам и јас. Ама како ќе заврши? Знаете ли што? Слушнав пред некое време, вака неубаво е што ти ви го речем, ама... Оној соседот, чорбаджијата. Сите зборуваат болен бил. Вие не чувте? Абе, вистина!
Сега ми текна. Болен. Болена? А од што? Од што де, од што? Не знам. Се распрашував јас. Се распраша и? Бев јас таму, ваму. Ама никој не кажува, никој ништо не знае. Ни жена му кажува, ни тој некој внатре пушта. Не пуштаат, а? Ништо не можев да разберам. Може. Може, а? Што му? Може да е тој. Таков е тој. Завислив е, знаеш колко е завислив. Мака му беше затоа што милата ми кокошка секој ден по едно јајце ми носеше, а неговите пол двор кокошки, 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 а мене му носеа јајцето. 10 ги има. Појќе има, кој знае колку има. Милата ми кокошка, од мака тој ми ја има фатено, ја има и зено. Какви јајца? Какви јајца носеше, какви јајца носеше. Вие распрашајте се. Распрашајте се и да ми кажете од што е болен. Не можам да си ја прежала милата кокошка. Не гриши. Ама не знаете каква беше? Не знаете Знаеме, ја гледаме. Секој ден по едно јајце, а некој ден и по јајце и пол. Јајце и пол? Еми какво е? Така е, Благо едно тоа. Како де? Едно поголемо, едно помалечко. Така кажи едно Така. поголемо. Еј, кафе сакате да ви сварам? Кафе друг пат, ние да се Работа распрашаме. Да се распрашате. Ами шо ни е работа? Полека. Пријателе. Шо? Полека ќе чуе некој. Шо? Слушај, Слушам. да не те колнам во деца и во најмилото. Не чуе. За оваа работа никому ни збор. Сакан на некој. Некад кади си, немој ќе те чуе некој комшија. Многу кади се што се. Ја изгледов кокошката. Од се кокошката. Чак пат кукуригнувам, чунки маш сум. Ја. А ту што изгледов кокошката? Осеќаш некој притисок така удолу, јајца нешто да те стегаат да излезе? Не, ама... Ако дојде такво нешто, стегај да не излезе, да не видат комшиите. Гледај, Што? ова работа... Ти избива вака. Кочаре да видиш. Кој ќе се... Така ти избива. Слушај, пријателе, почнало и однатре да те избива. Многу е страшно. Само ти не бери гајле. Јас чудам кај бабата и ќе гледам со бабата да ја... Знаеш како? Разбираш како? Да стекнеме работа. Е, така. Јас ќе ти поможам. Ич да не бериш гајле. Па друг пат јас лошо не правам. Да не правиш лошо, оти гледаш дека... Не кукуригај, немој. Ај сега дојди. Јас ја чудам, ти не бери гајле. Гледај да не чуја ти видат. Кафето, ракијата не јадам. Како кафе, каква ракија, види човекот. Кокошка изел ви шупер, да му изле, да каснел нешто друго, да не дај Боже прлето да го земе од бабата, шо ќе било со човекот. Одам. Дај Боже, ајр да најдам. Господе. И шо викаш ти го украле коковчето, а? Ми го крадоа. И го изедоа. Го изедоа? Од кај, знаеш, мори баба ти го изедоа? Од кај сте? А? Ако не го изеле, ке се вратеше тоа мило. Вик? Ти не знаеш какво коковче беше. Мило. Само ќе му кажем. Трчи. Вака. Ти од рака ми јадеш. Ајде. Шо збори? Колку мило беше. Добро. И знаеш што? Секој ден по едно јајце ми носеше. Секој ден. Шо вели? Со тоа душата си ране. По едно јајце. По едно секој ден. Кој беше толку лошотија да направи. Кој беше толку завислив, кој имаше таква душа. Бабо, да те прашам. Ми ти што направи?
Јас. Што можам јас да правам? Што можам јас да правам, кажи? Јас што? само секој ден си ја молам мајчица Богородица, иде до Господ да го накажат. Да го накажат тој што ми го направи ова лошо. Ама, ете, толкова време помина никој. Ниту да се разболи, не сум чула. Да некој нога да скршил, јали рака, јали опашка да му пораснала, ако ништо друго. Не знам, секој ден ги молам, а не ме слушаат. Голема грешка имаш направено. Јас? Да, голема. Јас грешка сум, на кого сум сгрешила, јас? Кажи ти. Не, ти никому. Ама не требало да го молиш дедо Господа и мајчичка Богородичка тие да го накажат. Не. Ти требало да го колниш, да пукни, да тресни, нога да падне, да скрши рака, да скрши око, да му излези. Јас се што може да. Јас? Ти. Не. Ти? Не е право. Како не е право? Не е право ние луѓето да судиме на кого што да му биде. Не. Тоа си е Божја работа и на мајчица Богородица. Сега на мајчичка Богородичка. Не е право. Види, бабо. Дедо Господ, па и мајчичка Богородичка, па тие си имате други работи. Не може тие се на секого сетики така, ај сега. Така, не може да превтаса, што се вели. Секого да го накажа, да го... Да. Зато ти треба да колниш. Чекај. Од кај пак ти се сети кај мене да дојдеш и за моето коковче да прашуваш? Што па тебе толку те боли душата? Не, бре, бабо, јас нели си поминувам често и го гледам коковчето така си плетка. Си кован из дворот и се така си викаме. Ти да не си го зел? Не, како? Ти, јас не јадам нешто ми е чуди што дојде токму ти вака нога преку прак, не си клал кај мене сега за коковчето. Ние не јадиме дома, бабо, пилешко и така. Не јадете. Чекај и нешто друго се сетив. Шо? Нешто начув. Шо? Оној пријател твој. Кој? А соседот мој. Дамјан. Чорбаджијата тој. Дамјан? Нешто не бил арен, ми кажа, а? Арен е, да ти кажем, еве сега баш ќе појдам да го видам како е. Арен е, велиш. Тоа така тебе, начуваме. И велиш јас да колнам, а? Ти да колнеш, ти да пухни, да тресни, ова да го види. Не е право, ама ќе го направи Да. тоа. Ќе го направи тоа, а не е право. Ајде сега. Ќе си одиш? Остани со здравје. Јас ќе појдам и така прави. Ти не знаеш какво коковче беше. Какво коковче беше. Мило. Ај, ако е така, и јас некоја клетва да фрлам. Ајде. Дај Господ, да падне. Дај Господ, косата да му падне. Дај Господ, Бабата почна да колни. А не знае оти како тая колни со секоја нејзина клетва, на Дамјана пердувите ќе му паѓа. Тоа е. Оти се знае, човечка клетва не фаќа. Само Господ Бог е тој што може да казни. Умри да пукни. Здраво живо! Повели, куме, седни Волајте, куме.
така, правите ме, да тръснеме по една. Кажи, куме, оздравели. Пријателе, на мака не кладе. Абе, зошто вака ни правеше? Да, бе, зошто никој од нас не сакаше да видиш? А да, зошто? Абе, слушај, зошто? 3 пати луѓе во бе. Добре, Бе, ти си тука? бевме 3 пати кај тебе. Абе, 3 пати кај тебе дома бевме. Арно, ама? Арно, бабе! Јас си заповедав на жената да не пушта никој дома. Зошто бе, зошто? Сега вие по-многу са. Болеста ми беше таква. Тешка болест. Кажи, пријателе, Целиот како... беше исполнен. Сврлен, така. Па бурди сам, Да, на џоро сам, така, црн, бел, и жол, велам, шарен. може да се зарази некој. Да. И Како баба затоа, Шарли. да, велам, а и маката не сакав да ми ја гледате. Да. Ај сега, чорбаџај, ај сега да честиш по една ракија. Да, се напиеме за здравието на чорбаџијата. За ракијата ли било бе? Мејанџи! Мејанџио, Што повелете? Дај Слушај тука. сега ти, Видане, дај тука на сите по една ракија. така, И сетне ќе ја редиме мезе, ракија, мезе, сетне ќе ја Од свртиме и на вино. чорбаџијата да знаеш. Ајде, оди. Чорбаџија, те прашаме. Чув нешто, ама не знам дали е вистина. Те лажеме. Па сакам тебе да те прашам. Вистина ли е дека на баба Благуна си купил 10 кокошки од кокошарникот на Васета? Сега, на вашата. Дај, Васе шо кокошки. Имаме И купив, вистина, и купив 10 кокошки и петел. Петел од ангелета зема, да се измешат. Така и за да може да и носат по некое јајце да си живее. Знаете зашто? Ми беше жал. Жално. Слушнав дека ја снемало кокошката. Некој ќе да беше фатил, некој волк, јазовец, лисица Не може. знам тој како останала без кокошката, си немаше жената одошто да живее. Да, затоа се сожали и купив 10 кокошки и еден пет. Многу стана жалостлив после болеста. Греовиц? Да, греовиц, многу греовиц. И жалостлив. Еве му се гледа по мутрици. Ај сега почеј, дај. Ајде, бе, до кога ќе чекаме? Остај од име. Шо викаш? Да апнеме нешто, да наречеме некој копанче. Ајде, И гравче, ако има и гравче.